Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević. Вие следите емисијата Заспи ако можеш. Предпоследна за ова 2025 година. Морам да ја признам, мене веќе ми е малку и, да не речам, преку глава, малку се уморивме, меѓутоа ќе издржиме до крајот на годината, потоа неколку дена ќе имаме, јас би рекол, заслужена пауза, па потоа со нови сили се враќаме од тамо каде што ќе застанеме во нашава драга мала државичка. Се случуваат работи како што е очекувано. Продолжи, морам да признам, судскиот процес за трагедијата во Пулс. Имаше една конфронтација, за жал, меѓу родителите на загинатите деца и обвинетите, да не навлегуваме подлабоко, но секако е прилично травматично искуството. Охи се во завршна фаза на чистење на малата депонија, тоа е нешто што може да се пофали, и уште една работа што треба секако да ја пофалиме, го донесува законот за судски совет во собранието, аман заман, некако и тоа дојде. Сега ќе чекаме да се изгласа и новиот јавен обвинител, па ќе видиме во кој правец ќе одат работите. Државата е систем, државата не е проект. Ова што ви го кажувам е дел од наслов, поднаслов ако сакате, од една колумна која што ме импресионираше и ме замисли, морам да признам, во Республика, а ја напиша токму мојата и ваша вечерашна гостинка, политикологот Ирина Мангова. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата. Ирина Мангова, вие сте, би рекол, со завидна кариера во граѓанскиот сектор, повеќе од 2 децении, иако не сте толку, ајде да речеме, позната во јавноста, па може ли за почеток неколку зборови за вас? Да, јас сум политиколог по вакација, работев долги години, сум врзана со Меѓународниот републикански институт, тоа е една американска организација која што работеше на поддршка на и работи се уште на поддршка на политичките партии во земјата уште од почетокот на 90-тите. Преку во тоа својство имам работено на поддршка на голем број на процеси на подобро управување во институциите, во владата, во политичките партии, истражување на јавно мислење кое што редовно се спроведуваше и за целите и да информира јавноста и пред се да ги информира носителите на одлуки и политичарите за тоа што е она што се најголеми проблеми кај граѓаните и што граѓаните доживуваат како проблеми или кои се нивните ставови кон случувањата во земјата, кон дворешна политичката ориентација, со цел политичката елита континуирано да има еден пристап до опсежни податоци за ставовите на граѓаните, од друга страна да биде тоа од еден неутрален, објективен извор кој што нема да биде пристрасен во гледањето, но исто така имаме и доста работено претходно во граѓанскиот сектор, на повторно на теми од областа на добро управување, антикорупција, транспарентност и така натаму. Прилично широк диапазон, морам да признам, и сега тука доаѓаме до една мала условно контрадикторност. Ово се се проекти? Па тоа беше еден од точно многу од тие се базирани на грантови и работата, но јас секогаш во работата, кога колегите или некој соработник рече дали тоа ви е проект, не, тоа е нешто на кое што ние сме програмски, сме посветени и институционално сме посветени. Значи, не работиме нешто затоа што е со грант или со проект дадено и сме посветени да го работиме и да трошиме и време за кое што екстра време, само за да се подржи вистинска промена и да се подржи во институциите и во некој дали закон, дали било каква легислатива, процедури и така натаму. Намерно го спомнав ова за тие што не знаат, значи вашата колумна се однесува токму на таа неопходна можеби промена во мајндсетот, како да кажам, кај нас, за употребата или злоупотребата, ако можеме и побрутално да кажеме, на терминот проект. Проект сам по себе е нешто што има одредена ограничена временска интервала, значи нешто што оди од до и тука завршува. Да. Ние терминот проект го користиме модерно е очигледно за се живо и диво и се наоѓаме во една ситуација кога и државата практично или носителите на власта го користат овој термин кој што во суштина
не само што ја губи својата основна цел, или ги поклопува другите изрази кои што треба да ги објасни, затоа ќе дојде малку подоцна, туку и ја промашува поентата. Идејата на една држава е да постои систем. Системот е нешто константно, нешто координирано, нешто организирано, нешто што трае, нешто што на крајот на криштата може да ни гарантира, барем во догледна иднина, некаква сигурност. Да. Проектот е сепак нешто што е, рековме, временски ограничено, парично често пати ограничено, како се нарекува тоа, финансиски, и не ги задоволува потребите на државата како тело. Да, но убаво го зачнав тоа на почетокот, може да се вратиме подоцна во емисијата и за маната на тоа што и развојната помош не само Македонија, сигде во светот и во граѓанскиот сектор е често проектно базирана. Но пред се тука проблемот го детектираме во тоа како политичките елити пристапуваат на државата и како во јавноста и во медиумите се доживува државата, институциите и јавното делување, јавните чекорите кои што ги прават политичарите кога менуваат нешто, кога прават нека Америка или некој, нели често велат проект. И тука настанат веќе долги години проблемот. Ние веќе имаме отприлика 34 години независност и која што страдаше од голем број на прво меѓународно признавање, слаба економија, блокади, можеме да набројуваме до бескрај, така. Да, и сите тие работи отежна на политиката да може да созрева во еден порелаксиран начин. Иако јас често сакам и да поентирам дека имаме голем и прогрес кој што не го цениме некогаш. Навистина како се формулира политичките програми пред 20 години, тоа како се формулираат сега, има значителен прогрес и подобрување. Така што од едни небулозни, празни флоскули во политичките програми, во еден момент кога имаше унапредување на политичката понуда, од друга страна пак премногу се почна да се нудат проекти. Ке дојдеме на власт и ке правиме такви и такви проекти, и тоа и на национално и на локално ниво. И почна да доминира проектното доживување на политиката и на водењето на државата. Што е погрешно? Што е многу погрешно и на општините. И тоа се расширени с политичките елити. И сега се расширено и во медиумската. Но мене интересира зошто. Проектот веројатно како термин кај нас е увезен, да не се лажеме. Да. Се разбира го донесе Европската унија и САД со нивните проекти за помош, поддршка и така натаму, убаво звучат, се навикнавме на нив. Меѓутоа како тоа тие успеа да не излечат нас од суштината, односно нашите политички елити, како што велите, да ги излечат од суштината, дека државата не се заснова на проекти. На проекти се заснова граѓанско здружение, на проекти се заснова, не знам, некаква организација која што има одредено конкретно насочено делување. Системот кој што бара многу комплексно однесување, многу комплексно планирање, не може да функционира врз база на проекти. Како дојдовме воопшто во таа, ни го наметнаа, сметате, странците или... Не мислам дека ни го наметнаа, мислам дека дојде оригинерно, бидејќи водење и на систем, воведење на институција, воведување на систем, осигурување системот да функционира и на крај да носи резултати, бара многу поголемо знаење, многу повеќе време, човечки ресурси, менеджмент капацитети кај елитите кои што ги водат тие институции и е спротивставено на клиентелистичките односи на политичките партии кои што со години ги практикуваат во односите кон граѓанството. Да, значи вие ако заземате одредена институција и целта е да вработите 50 партиски кадри, а не е целта да подобрите услугата која што ја сервисирате, тогаш многу не може да рекламирате. Резултатот ќе биде јасен, да. Ќе имате 50 полувработени, лажно вработени ликови, незавршена работа. Тоа е
Така што јас одговорноста мора да ја гледаме кај нас во минатото и во како тие се граделе, и сега она што ние можеме и веќе гледаме подобрување, би сакала да кажам. Значи, денес имаме многу поголем број на политичари и во владата, и на национално ниво, и во опозицијата, и во на градоначалници на општините, кои што увида и кажуваат нема систем, треба да дадеме системско решение и да го направиме системот да функционира. И како што веќе стана вербален, тоа веќе стана нормален вербален израз во јавноста, не треба систем, не недостасува систем. Па добре што барем го препозна, бидејќи втората фаза е сега и јавноста, новинарите, јавните личности, тие да го преземат, бидејќи веќе толку се расшири проект на користењето на терминот проект, што веќе зборуваме преопшто, генерално. Но да се вратам на политичарите и на оние кои што водат институции, општини, министри и така натаму. Нивна е одговорноста, нивна е тежината да го сменат. Прво да детектираат дали колку им функционира, не им функционира системот кој што го водат, а потоа да детектираат кои се сите тие проблеми и да ги донесат решенијата и да направат да функционира. Ако водите некоја институција, еве на пример Управа за матични книги, ако ја водите, значи треба да гледате колку е брза испораката на услугите, колку се точни изводите кои што ги давате, колку е задоволството, колку време трошат граѓаните за да го добијат тој документ што им треба. Па дури јас би рекол и самиот начин на однесување кон луѓето. Вие често пати со жани од кадрово, нели не постои жани од кадрово, имате главен проблем кој што нели таа непостоеча личност која што ве гњави, која што ви бара и тоа што треба и што не треба и оди премногу често на пауза. На пример. Повторно одлично укажавте, тоа е проблемот на однесувањето и на администрацијата и повторно оние кои што ги водат институциите. Пак ќе кажам, тоа се бара исклучителни менеджмент капацитети за менаџирање и на институција, познавање на закони, процедури, познавање на како да менаџират и вработени и клиенти. Луѓето се ваши. Но морам да признам дека тоа и за проект е потребно. И проектите не се нешто безазлено, нешто туку така е да го направите. Јас колку што знам, не знам, проектите на Европската унија бараат толку детални, прецизни параметри, вие морате буквално тамо се да исполните. Значи повторно бара од тој што го спроведува и тоа како квалитети, меѓутоа повторно го нема неопходниот простор, време, знаење за систем. Да, грантовите и проектите се начин на кој што светот развојната помош е увидена дека така може да се дава, бидејќи се они даваат нели свои пари на некоја друга држава и тие ви се подарок, молим, така е. Мора да го видат они резултатот во одредено време, не може да ви дадат пари за по 50 години, така е. До бескрај. И таму стандардите се многу и поголеми, бидејќи имате вие постојана ревизија и контрола на како се користат финансиските ресурси. Но дали тоа не измами нас, прочем? Тоа сакав да кажам, тој беше загатнато. Дали можеби тоа не измами, бидејќи имаат обично многу строги правила и стандарди, ние некако помисливме дека ова е тоа. Вака држава ќе функционира затоа што еве овие поставуваат строги правила, строги параметри и ние ако ги исполниме, тоа е тоа. Бегајќи практично од суштината на проблемот. Можеби и тоа Ока се размислување на тема е, да, ништо повеќе. Мислам дека е краткорочноста во политиката и во водењето на државата, краткорочноста на проектите од она што ги измамило политичарите, бидејќи вие лесно е многу да постигнете проект нова веб страница на мојата институција да направам, отколку да гледате колку е задоволството на корисниците на услугата која што ја користат таа веб страница. Бидејќи проектот завршил во моментот кога сте ја направиле. Тука е измамата практично, ако е тоа измама. Вие сте завршили работата до некаде. Меѓутоа системот бара континуираност, граѓаните и државата бараат континуитет. Не може нешто да заврши. Односно и кога завршува мора веднаш да продолжи со нешто поинакво. Нешто ново, унапредено.
Еве, образованието е фантастичен пример за тоа и прегрешниот пристап кој што во минатото се правел со проекти во образованието, гледаме ако имаме, нели, се бил направен проект и слично во школи и слично, а сега гледаме кои ни се нашите деца заостануваат во 75 до 105 поени во PISA резултати од просекот во ЕСД земјите. Значи не се подобрувани стандардите, туку се правени адхок интервенции во некои школи, кај некои ученици и слично, но целокупната... Што е на ниво на експеримент, практично? Ја би рекла, добро би било да е на експеримент, бидејќи тоа тогаш би се користело за да се направи некоја посистемска мерка. Тоа е само адхок некаква интервенција која што користела во времето во кое и за тие кои што имале придобивка, кои што биле корисници на таа. И тука завршува и вие може дојдете на телевизија да кажете направивме, а од 900 училишта во Македонија колку ученици всушност имале бенефит од тоа и колку ученици ја подобриле писменоста, колку ние стануваме по-компетитивни на пазарот на труд во светот, во Европа со тие некои краткорочни интервенции. Тоа е еден голем проблем, затоа што од една страна наизглед сите се задоволни, моменталните корисници, моменталните извршувачи на дејноста, сликата и медиумите ќе ја покријат, еве направен проект, тоа е тоа, а потоа едноставно останува едно големо ништо. И бараме некој нов проект. Тоа е она што веројатно е проблем. Меѓутоа тука има една повторно една дилема кај мене на политичарите, ако сме објективни, токму проектите им одговараат. Ова е моje размислување, меѓутоа мислам дека го најдов и во вашиот текст, затоа што граѓаните генерално сакаат брзи решенија. Проектот нуди нешто што е налик на брзо решение. Вие добивате веднаш и тука. Системските решенија често пати значат дека вие ќе мора да чекате за одреден успех, за одредена работа и можеби години, децении, а граѓанинот природно не сака да чека 20 години. Ние се значекавме, ништо друго не правиме последниве 35 години, само чекаме и сега не ќе чекаме, сакаме веднаш и сега. И можеби е тоа податливо за политичките елити затоа што е поедноставно да им понудите нешто како готово сега, па ако пројде, пројде. Да, ама сегашните политички елити ја плаќаат цената за тоа што како претходните политички елити се однесувале. И сегашните политички елити се свесни дека колку голем број на населението емигрирало од земјата. Значи, незадоволството ја живуваат недовербата во институциите. Сега на нив се повеќе се збори и се сме свесни за тоа. Негативните оценки што се добиваат тежат и на претходните и на сегашните политички елити. Иако остане вака ќе им тежи на едните. Да, и така е. И ако не го решаваат сега, ако ние спречиме сегашните политичари кои што системски пристапуваат, ако ги не се поддржат појавно во тие промени, ќе правиме историска грешка. Еве, на примерот со реформите во образованието. Сега што се прават, со една сменска настава, со подобрување на платите на наставниците, со вложување во едукација на наставниците. Значи, не можеме да го кажуваше министерката во едно интервју дека континуирано ја критикуваат во коментари зашто децата многу седеле во школа учеле. Тоа е, треба да сакаме нашите деца да одат полого училиште за да се дообразуваат, да се социализираат, наместо да седат дома, и да ние да бидеме на компјутер, на работа и тие да не знаат тоа да прават. Значи сите бенефити од дополнителна настава, од дружење со другарчињата, со развивање на социјални вештини и така натаму. Природна средина практично. И тоа е нормално дека не е тешко да се постигне, но треба да бидеме свесни и да им препознаваме на политичарите кои ќе кажат јасно е дека ова не можеме да го решиме оваа година, нити следната година, но ова е нешто на долг рок, на 5 до 10 години го решаваме и за 10 години може ќе имаме во земјата, не знам
кога ќе имаме едносменска, се надевам побрзо ќе биде едносменска настава на секаде низ земјата, меѓутоа да бараме можеби и поголем буџет, така сега имаме историски најголем буџет во образованието, да бараме и поголем буџет со цел децата кога ќе бидат во училиште да ги стекнува знаењата кои што родителите плаќаат дополнително на курсеви за тие да ги стекнат. И приватно познато, морам да Така признам, но тука манго има еден повторно проблем. Сега се обидуваме да ги пронајдеме проблемите. Кога политичар ќе каже, министер се едно, кој да е премиера, ова ќе биде за 5 години или не знам колку години, јавноста наша која што е навикната на разочарувања, не верува. Вели, значи ништо, само ветување ќе остане ова, нема да го видите во иднина, ова ќе остане само празен збор на хартија и никому ништо. И тогаш тој политичар, таа опција се соочува со опасноста да губи гласови затоа што граѓаните априори велат не, овој само ветува. И па затоа сите политичари треба да располагаат со голем број на податоци, мерливи податоци за статусот во нивната област. И барем во овој случај имаме многу мерлив податок кој ни се, нели, едно е оценките на нашите ученици на ПИСА, на ТИМС и на слично и да се ангажира и поголема јавност, медиумите, да ја освестат јавноста дека немаме толку добро образование, бидејќи не се лажеме сега, тоа е да? и слеп ќе види, ми се извинувам на улицата со такви проблеми. Мислам дека министерката зборуваше кога сме во овој дел во Македонија, особено на основните училишта, оценка 5 се добива како нешто нормално. Не е возможно ние да имаме толку паметни деца, сите да се со петки. Од друга страна, да, многу убаво зборува со мерливи податоци и информации кои што ни даваат како јавност да стекнеме реална слика за образованието. И што треба и што се работи за да се поправи тоа и мислам дека треба да имаме и надполитички консензус, особено за образованието. Добро е тука да се ангажират сите политички партии за да го бараме прогресот на овие линии. Значи нема школа таму или нема туку како на овие деца, на сите овие деца во земјата да им се даде образование, да не се кочат промени кои што ќе носат кон тоа сите деца да добијат добро образование, да добијат реални оценки и да се ангажираат и родителите во тој процес, да бидат свесни дека... Но никој не сака да прифати неговото дете дека добило тројка. Сите сакаат петка, моето е најпаметно, знаете, тие го имаме тој еден чуден комплекс тука, сите деца мора да бидат одлични, скрос одлични, мора да бидат најпаметни, како моето да добијат тројка. Па, видете... Тоа е пораз за цело семејство. Колку и да звучи ова смешно, јас кога учев не беше така, меѓутоа... Но денес сега сме 2025 кон 26-та, голем број работни места се добиваат и не заради петка, туку ради личните капацитети и знаења. Голем број од младите, од новите генерации работат на интернет, работат за странски клиенти, креираат своји фирми, значи имаат поинаков предприемачки дух, нешто што сами го учат или преку интернет или можеби со некои проекти што биле за помош или во школа од другари. Едноставно овие генерации веќе имаат и малце подобар старт, колку и да е економски, можеме да кажеме, не е сјајно, сепак овие генерации имаат многу подобар старт од ние што сме имале технолошки се многу напредени во најмала рака, така. Така што тројката или петката кој каде му е амбицијата? Ако вие сакате да се дообразувате, стремете кон петка, меѓутоа нема нигде да ве однесе таа петка ако нема знаење позади. Но тоа мора да го свати родителот повеќе од ученикот, што е чудно. Од друга страна ние па толку експериментиравме во оваа област и во здравството. За мене здравството и образованието се критични. Ако тамо немате резултат, вие немате држава практично. Ова е мојот суров суд за таа работа. Ние многу експериментиравме и она што е најстрашно со секој нов министер, ние добивавме нов проект, нова идеја како тоа треба да функционира. Кога би го имале тој систем, уште поставено, не знам како Словенија во 90 и некоја години, ако само го следевме, веројатно нашиот разговор сега ќе беше непотребен. Немаш да бидете гостинка, едноставно немаше да разговараме на темата, или ќе разговаравме за некој подлабоко, можеби, напредување на работите, но така и како што е. Има еден момент што е многу важен овдека, кој што вие го спомнувате, велите одговорноста на медиумите и на јавноста за
менување на сликата и одење кон систем, а не кон проект. Сега размислувам многу околу таа тема. Медиумите релативно ми е јасно. Ние промовираме, еве можеби и оваа емисија има токму таа задача, да создаде кај јавноста што не гледа една представа колку е погрешно да се фокусираме на проект на база на проблемите, а колку е важно сето тоа да се прави системски. И медиумите тоа можат да го направат и веројатно ќе го направат. Според своите афинитети и според тоа колку мислат дека ќе им донесе гледаност, пошто и ние сме нели за жал зависни од гледаноста на гледачите. Меѓутоа, граѓаните, како граѓаните да ја преземат својата обврска, јас тоа никогаш не сум го сватил. Како граѓанин од било кој граѓанин, без разлика на неговото образование, статус, пол, род и така натаму, да ја преземе одговорност. Кога велиме германецот е одговорен кон својата држава или швеѓанецот, или данецот, македонецот, не е. Како да ја преземе таа одговорност, како да свати дека и од него зависи, а не само од некоја политичка елита која што му наметнува решение? Така е, и граѓаните треба да ја преземат одговорноста, кога ќе најдат на лоша услуга да бараат подобро да биде услугата, да се обраќаат до институциите, да пишуваат представки, може да секоја институција може до премиерот да пишуваат представки, на тој начин ги креваат проблемите до високо ниво, да алармираат. Граѓаните доста вас ве гледаат медиумите како некој фактор на доверба, бидејќи доста пријави кај вас доаѓаат кога дури несватливо многу човек понекогаш се прашува што мене ми пишувате, што да направам јас. Вистина, протести можеби, зашто да не? Да, јас имам една заштитнички став кон граѓаните, мислам дека некако не сакам одговорноста секогаш целосно да ја ставам во нив, бидејќи нашите граѓани не се толку неактивистички. Туку тие пречесто наидуваат на игнорирање од институциите. Сум работела на истражување на кое што се обраќаме како граѓани, како обично луѓе до некоја институција, општина или слично, и не добивате одговор. Вие сте игнорирани. И тоа како да влие кога луѓето еднаш ќе бидат игнорирани втор пат, три пати, па ја два пати, апсолутно. Ќе се откажат и се фрустрираат и кажат зашто да се ангажирам, да си го трошам времето, да се фрустрирам кога ќе бидам изигнориран. И затоа е тука мислам дека многу поголема моќта на медиумите, да бидејќи кога вие ќе укажете дека некоја институција ги игнорира граѓаните, тогаш малце повеќе има, се согласувам. Влијание. Меѓутоа не треба да се врзуваат граѓаните, ова е моја порака генерално. Јас сум имал случаи каде што сега си одземам време на себе да си кажам. Има случаи кога граѓани бараат од нас како медиуми да реагираме тамо каде што тие самите имаат лична одговорност да реагираат, да се однесуваат директно на нив. Да, а не сака да го направат. Тоа може да кажувам примери, не знам каде што некаква улица е блокирана од страна на сосед насилник, еве го кажувам јавно, сосед насилник кој што му текнало, не им дозволува на другите соседи да поминат со автомобили. И тие барат ние да реагираме. Имате полиција, имате, не знам, судови, имате народни правобранители, на крају крајава вие сте 50 луѓе, тоа е еден, не велам тепајте го, но велам повеќе сте, имате можност, протестирајте. Не може да очекувате ние да завршиме вашата работа. Медиумите не бегаат од одговорност, но повторно таа некоја нијанса каде што треба да се одреди кога граѓанинот вели јас по секоја цена морам да ги заштитам своите граѓански права, а со тоа и правата на целото општество, или ќе само ќе седам на страна и тоа не е моја работа. Најчесто имаме луѓе кои што тоа не е моја работа. Или не се согласувате, повеќе го следите тој. Мислам дека има и такви ситуации и такви ситуации. Точно е дека нашите граѓани не се преактивистички. Но точно е дека доживувале премногу игнорирање од институциите, што ги има демотивирано да се ангажираат. Мислам дека има и доста примери на активизам, наспроти на примери на луѓе кои што не сакаат да се ангажираат. Меѓу другото ги гледаме и независните иницијативи кои што се појавија на локално ниво, особено во Скопје, но и во други општини, во Битола и слично. И лесно им се лепат на нив етикети, и тоа е исто проблем. Па да мислите колку е тешко да се јавно ангажира. Вие се ангажирате и некој вели аха, овој работи за овие го платија.
И сега вие треба да трошите вашето драгоцено време не на тоа што го правите, туку да објаснувате дека не сте нечiji платеник, не сте нечија маша и така натаму. Да, а јавниот ангажман бара време, напори Имено, и ресурси. а не да одземате на објаснување по телевизија дека никој не ве плака што... Да, така што, но повторно убаво го поентирав се тоа, им се етикетира. Веројатно, како мислам, сите кои што влегуваме во јавниот простор, малце треба да, без судење, И да бидеме да еластични, се малце да се намали. Не викам да не се критикува и да не се опоменува и да не се алармира доколку се увиде лошо управување, корупција и слично. Но малку со повеќе почет во целото општество да се однесуваме и меѓу себе и кон граѓаните, но и кон тие што избрале да преземат јавна функција, затоа што изложеноста на јавноста го гори човек. Малце треба да се гледа и психологијата на оние што се ангажирале да излезат за промоцијата на тие кои што решиле да останат дома. Покажале повеќе храброст, повеќе интегритет. Од друга страна се цело време во како си като микроскопот на јавноста кој што им гледа се и се, што им наоѓа буквално било какви мани, нема да речам физички, туку едноставно ги таргетира. И се туку уште нешто ме интересира. Велиме, и ова многу правници ми го имаат кажано и многу гости, мислам дека и вие ќе согласите дека ние во принцип имаме добри закони. Не се согласувам. Не, добро напишани закони. Да. Меѓутоа имплементацијата е на многу пониско ниво од тоа што треба. Тоа е другиот аспект, ние мораме да го напуштиме верувањето дека имаме добри закони. Ние во голема мера, во голем број на сфери имаме слаби закони. Значи ние имаме клучни закони кои што се менувани по едниот аспект дека се менувани по 40 на пати. Што е ужас. Самиот деловник на влада е менуван над 40 на пати. Ние кога зборуваме и кога детектираат во јавноста новинари или слично ќе најдат дупки во законот. Проблемите зашто имаме дупки. Значи сето тоа ние ствари ни кажува дека имаме доста слаби закони. Или закони. испреплетување на одговорности на разни недефинирање на одговорност, имате еве повторно пример ќе ви дадам од образование. Во целиот закон за претходните закони, сега новите не сум ги видела, за образование, нема одговорност за студентот за тоа ако прави плагиати или ако не ги презема одговорностите свои на време. Како тоа? Ако направите плагиат во Македонија, нема да бидете санкционирани? Никој немаме. Јас ова не сум го знаел, например. Не им давајте идеи на некој тука. Не, тоа е прераширано. Да, и значи така што има многу слабости во нашите закони и деломно тука е можеби исто така она што претходно го зборевме, некогаш политичарите сакаат брзо да решат некои работи, но закони за образование, закони за антикорупција, закони за градежништво, тие се тешки области за здравство, здравствено осигурување. И не смее да има недоречености. Тие мора да се даде доволно простор, доволно експертиза и да се тестираат за пред да влезат целосно во сила, но значи генерално мислам дека имаме слабости, големи слабости во голем број од законите. Па вие сте во медиумскиот простор, колку време веќе кај нас со години веб порталите не се регулирани. Сега нешто се прават некои обиди, меѓутоа уште не ми е јасно што се случува и навистина донесоа некаков договор направи, ако не се лажам, веб порталите тamo мора да вработат по еден човек или така нешто, па меѓутоа за одговорност еве да земе за подкастите на пример, не знате. Вие на подкаст можете да излезете и да направите па ако не се лажам што сакате. Јас овде имам одговорност, јас не можам овде да се однесувам како ќе ми текне тамо. Да не речам што се може човек да направи, впрочем сме виделе на што сето тоа личи, од друга страна па некој ќе ви рече, народот тоа го гледа. Народот тоа го сака и сега тука ние губиме онаа нишка на култура, на идејата дека медиумот служи за да потикнува добри мисли, добри идеи, а не да ве вулгаризира. На крајот на криштата имате после еден час полно гледајте тамо нешто ако веќе ви е дојдено. Така е, кога се оди во јавната сфера и се што е на интернет е јавна сфера, си има одговорност што се кажува. Но нема. Треба да има, треба да се регулира. А што е со самата имплементација? Еве, тамо каде што е добро, повторно велиме и тамо каде што имаме добро наместени закони,
имплементацијата често пати знае да зафали. Зошто? Да, тука е големата слабост од ние генерално треба да го смениме системот на менаџмент на институциите во извршната власт и во локалната власт, да биде менаџирање базирано на перформанси, да имаме мерливи податоци прво, значи за секоја институција, како од каде, која е поидовна основа, кои се податоците, кои се резултатите кои што ги постигнува сега и кои се резултати кои се стреми да ги постигне. Значи правени се доста реформи во минатото. Ние имаме на ниво на влада стратешко планирање, имаме годишни планови, годишни извештаи што генерално не ги гледаме, не се обрнува внимание, но како се прават годишните планови, дали поради тоа што внатре не функционира доволно добро работите во некој дел од институциите, ние за многу малку области имаме поидовна основа на кои се стартните резултати со кои што почнува. Значи, и треба сите тие начин на менаџирањето на институциите да прилагоди кон тоа да биде менаџирање на резултати и на перформанси, значи да се знае колку услуги реализирал таа институција, кои се а не само нејзино одржување. На плати делење и тоа е тоа. Во клиниките да видиме колку операции се направени, колку е времето на чекање, колку вработени има каде, повторно примерот со град Скопје кој слушнавме колку вработени се, а не административни, а тоа е комунално предпријатие. Имате 500 вработени, од нив 400 и не знам колку се административци. А предпријатието бара вие да го чистите градот. Административци не треба да прават таа работа. Така е, да, и не може не треба да се дозволи да се вработат, туку треба да бидат резултатите, да се мери например колку е задоволството, чистотата, колку сега имаме развиени технологии, можеме и со дрон да мериме колку е чисто или нечисто. Повторно, имаме промена на власт и практично новата власт, не мислам нова, туку генерално новата власт ги пере рацете од претходната, во смисло тоа што таа направила, ако направила, обично следи критика дека не направиле ништо, а овие претходно велат ние бевме супер, сега овие не спречија и ние практично создава еден гап, една дупка тука, која што само се проширува со текот на времето и ние од повторно и повторно се наоѓаме во ситуација со секое министерство, со секое ново министерство, со нова влада, со секој нов персонален избор да почнуваме од ново. Да. Тоа е се само не системски. Кога ние би почнувале, односно би продолжувале тамо каде што запрел другиот, во растот и развојот, кај ќе ни биде крајот. Претпоставам дека така се живее во Швајцарија или не знам. Сега ние сакаме да се приближиме, ако не до Швајцарија, макар не знам до Словенија или до Словачка, напамет зборувам се разбира, меѓутоа повторно паѓаме во истата замка. Не само со промена на власт. Еве ја ги извадив податоците за некои клучни ресори, кои што сега ни се рака на проблем во општеството. Образование. За 34 години имаме 19 министри. Значи еден министер имал... Колку рековте, извинев, имаме? За 34 години 19 министри. Значи еден министер бил на власт само година у просек. Тоа не се 2 години? Година и 7-8 месеци. Здравството исто, за 34 години 19 министри, правда 19 министри повторно за 34 години. Значи сите овие клучни ресори кои што ние и цело време детектираме дека се проблем, имаат министер кој што останува на власт година и 7-8 месеци. И ќе ви речеме толку и беше силата, толку можев. И културата сакам да ја спомнам, за 34 години 17 министри, значи секој министер по 2 години. Значи ова треба да се превенира од старт. Добро, но како? Убаво е да кажете како да го превенираме, убаво звучи, меѓутоа. Ова е висока политика во која што, нели, кога се прави коалицијата, не може да му дадете на партнерот затоа што така се паднало. И вие, да имате визија што ќе се прави во таа област и потоа да се пак да се менаџира резултатот на министерот што постигнал по тие цели кои што му биле зададени или заедно договорени во коалициониот договор. Освен ако не е лош министерот,
дефинитивно треба И тоа не да се има случува? се случува и да така е, мислам треба да превенирате прво да не дојде некој многу лош, но ако не имаме и различни нивоа на подготвеност на министрите. Во едно истражување претходно што го имам правено, значи детектирав дека има 4 типа на министри. Едните се министри кои што доаѓаат од високото раководство, значи тоа се обично подпредседатели на партија, генерални секретари биле или високо во извршните тела на партијата, и тие имаат, мора да им се признае дека имаат политичко и менеджмент искуство. Значи тоа се лица кои што секаде во светот. Значи не е само во Македонија. Денес може да менаџираат еден ресор, утре друг ресор. Значи тие ја зеле политичката тежина да се ангажираат политички и да имаат политички менеджмент знаење, но тие треба сега, ако доаѓаат у ресор кој што не го знаат многу, да се запознаат со ресорот. И вториот тип на министри се министри експерти кои што ги воделе комисиите во партијата. Конкретно се занимаваат со конкретната работа, знаат здравство што е, и ја најверојатно е доктор, например, да. Ја подготвувале програмата во таа област, значи долго работеле. Имаме и гледаме тие министри имаат доста обично настапуваат веќе спремни со нека поголема визија. Третиот тип на министри се министри кои што случајно доаѓаат на власт. Така им се падна. Добро. Така, да. Не очекувале, но нивната партија добила повеќе ресори, се преку коалиција или преку неизбори така. И друже ти одиш сега и решаваш проблем. По некои внатрешни констелации, не едниот другиот, и тука има слаба подготвеност, тие треба да учат и политички менеджмент и менеџирање на односи со јавност и со партија и со ресорот, кои што го водат, и трети тип на министри кои што се и четврти тип на министри кои што доаѓаат од страна, кои што се некако соработуваат со партијата, го експерти во областа, но помало политичко искуство. И тука сите тие разбирливо е дека имаат некакви недостатоци во знаењата кои што јас би рекла повторно системски треба да им се помогне да ги надминат. Значи сега се разбира дека тој што бил подпредседател на партија подобро знае како да настапува во јавност, знае кои се целите на партијата, визијата на партијата и слично, од некој што случајно дошол или пак некој што е експерт во областа, меѓутоа нема искуство во државна институција, во политика, во напади, како да реагира и слично од јавноста, и сите треба да на долг рок да градиме капацитети во владата, во генералниот секретаријат, кој што ќе ги подготвува не само и министрите и директорите на институциите за преземање на овие позиции, и нормално секој што ќе дојде на позиција да влегува без суета. Тука имаме и голема психологија. Многу е тешко тоа да му извадите светата на политичарот. Но ако разбирам добро, од овие 4 категории што ги набројавте, за 3 има надеж. Да. За четвртата јас мислам нема надеж, тие луѓе воопшто не треба да бидат на таа позиција, не треба да им се дозволи воопшто. Овие трите зборуваме за луѓе кои што се способни да го направат тоа што се очекува од нив, само треба да се помогне. Да. Ова четвртово човек што случајно се нашол негде кај што не треба да биде, треба да има, претпоставувам, веќе доволно свест кај нас да се рече извинете, ама човеков. Да, тој што е мандатар да го одбие. Тоа не се обличени само и за министер, тука зборуваме и за директорски места, за амбасадори, за како сакате, луѓе кои што одат да завршат многу важна работа само затоа што им се паднало. Извинете, времето на волунтаризам и дилетантизам, мислам дека треба да го надминеме веќе. Така е. И ако се бараат резултати, и тој што не знае и можеби и случајно се најде, да кажеме, или не е сосема случајно влегал некако партиски да се ангажира, но не е тоа се разбира. Но стигнал на позиција на напредок кој што е над можеби неговите можности. Ако имаме добра институција, добра администрација, ако има некаква подготовка, ако има цели по кои што одговара пред неговите претпоставени во владата, во министерствата, во системот на органите на управата, тогаш ќе може ќе има рамка како подобро да ја врши својата работа. Ако не,
Но повторно добро кажавте, треба да се превенира луѓе кои што немаат основни квалификации да доаѓаат на. Но ајде на убедете позиција. го тој човек дека нема квалификации, особено политичар, убедете го дека него бива, па како може да него бива, те го бива за се. Тие се родени со знаења, тие се родени со таленти бескрајни, тоа е. Па затоа се случуваат избори. Затоа не се случува тоа што се И ако случува. премногу одите на случајност во политиката, на крај се Ќе го добиете тоа што ќе го Да. добиете. Уште едно прашање, полека доаѓаме до крајот на емисијата, многу брзо мене би поминува, бидејќи ја спомнуваме и така влеговме со Европската унија, со проектите од Европската унија, со проектите од Соединетите американски држави, главно од таму доаѓаат и од други места, меѓутоа да не се лажеме, тие се нашите најголеми добротвори. Да. Колку реално ни помагаат во надминување на слабостите, системски или како и да ги наречеме. Неодамна американската амбасадорка сега во заминување Агелер рече, вие имаме дадено половина милиарда долари за правосудство, за реформи. Резултатот ви е ништо. Знаете, пари како пари се даваат, експертизи повторно доаѓаат, се разбира нивни експерти, нешто завршуваат работа, но колку е тоа реално? Јас сакам да верувам дека нашите западни партнери навистина ни мислат добро и навистина помагаат, меѓутоа зошто мојот впечаток, а и генералниот впечаток е дека резултатот од нивната помош не е тој што го очекуваме. Не зборуваме при тоа за бенефитите на луѓето што ги сработувале проектите, што заработиле пари или живеат од тоа. Туку зборуваме за реален резултат за општеството македонско. И предонесот во економскиот раст, но имате и тоа е тоа добро се поента, разбира. јакнење едно образување на една работна сила која што би ја немала доколку не била таа развојна помош во Се земјата. Но кога ќе каже некој да. јакнење на капацитети, јас морам да кажам се нежува малку, бидејќи тоа кај нас не значи ништо. Значи, ако е големата слика која видиме, има многу голема помош во различни делови. Она што мене ми смета е тоа што го кажав ми на почетокот, кога таа е адхок, кога е привремена, кога не е континуирана, и тоа е жалосната страна на меѓународната помош, што влегува, никогаш прави нешто за година или две и после си оди. Ја верувам и сметам дека треба на институциите да им се помага едно 5 години за да застанат на нозе и да може да бидат отпрени кога ќе дојде случаен човек. Но некој цинично ќе рече, ние не сме бебе во повој, па сега некој нас да не храни и да не расте сега. Се тука не сме бебе, меѓутоа очигледно е дека имаме големи слабости во како ни функционира државата. Нашата економија генерално е слаба, така нашиот работник има 50% продуктивност од она што е продуктивноста на работникот во Европска унија. Што е за жалење, Нашиот така е. работник А не е мрзлив како што некој мисли. Не е брзник, но продуктивноста му е дупло помала. Некој треба да го менаџира и да му оцени трудот и да му вложува во и се зборам и за приватниот сектор, не зборам нели да го само мотивира за објективно, администрацијата, треба да бидете ценети. Кога сме соработувале со институции, некогаш административни службеници ги рекле ние се даваме, значи работиме, даваме на министрите или слично и на крај ништо. Да, и тоа да мотивира вие да го доживувате на работа. Значи сите тие мерки за мотивирање на работната сила, тие треба да се увезат и ние увезуваме на овој начин добиваме многу големо знаење и поддршка од странство, со странска помош, значи во многу сектори. Она што го кажавте за судството што го покренавте како прашање е генерална слабост и на развојната помош не само во Македонија, туку и светот. Тоа е дека многу често влегува со помош без да научи домашната политичка култура и начинот на однесување, неформалните односи и врски кои што постојат. Да, и затоа после тоа се случуваат такви неуспеси да вложиле толку пари, а резултатот што гледаат не им е видлив, зашто можеби требале да ги вложуваат на малку поинаков начин. Да, веројатно тоа е оној момент на увезена демократија која што не функционира секаде. Вие можете да сакате, меѓутоа ако не го сватите во секој општество посебниот менталитет на луѓето како функционираат и очекувате вашиот начин
на функционирање да делува и во друга држава, правите грешка. Ние не сме исти со англичаните, може би сакале да бидеме, ма не сме. Имаме поинаков склоп на работите. Добро, генерално, сосема сме на крајот на емисијата, генералната слика што ја опишавте, од една страна има и позитивни примеси, мене тоа ми се допаѓа, има и негативни, се разбира. Меѓутоа, сметате ли дека веќе ова општество е зрело да премине, може би и природно, од фазата на проектност, не мора во на буквална смисла на зборот проект, туку од фазата на привремени решенија, адхок решенија од денес за утре, во дефинитивно системско, стратешко планирање. Сега е популарно, стратегии се пријавуваат во јавност, се представуваат и така натаму. Како општество, дали сметате дека дојдовме во фаза кога ние можеме, сме подготвени капацитетно, интелектуално, како сакаме, на вистина да тргнеме по тој цивилизацијски процес на стратешко размислување? Да, мислам дека сега се прави таа промена. Ние и работевме, јас во друго својство, работев минатата година на изборните програми на политичките партии за освестување и за вакви прилагодувања. И како што спомнавме, гледаме кај одредени министри, градоначалници се повеќе се зборува за систем и тука нели некогаш и политичарите се понапред од нивните PR служби или од медиумската јавност и луѓето и кои користат правите термини, е една но треба да бидат свесни дека нели кога зборуваат за систем, не може истовремено да се каже проект, бидејќи тие тоа е оксиморон, едноставно спротивни се сами на себе и да ги идентификуваат работите такви какви што се, за да може и да се решаваат и да се адресираат во сршта и мислам дека значително има подобрување и во медиумската афела има многу повеќе сега разговори на телевизија, и во офлайн просторот и на телевизискиот простор се навлегуваат длабински многу повеќе во општествените области, во новинарите многу повеќе ги испрашуваат носителите на јавни функции, така што има ова ни е шансата да ги поправиме работите и тоа треба да се случува паралелно на кај сите политички елити, паралелно во медиумскиот простор, паралелно во експертскиот простор, за да може да се освести сите да го покренуваат нивото и да ги подобруваме системски од корен работите, за да имаме добри институции и нивото на доверба во институциите да расте на тој начин, бидејќи сега ние со години имаме околу 20 до 30% доверба во институциите. Така што кога ги збориме за овие работи, паралелно ќе влијаеме, се надевам да се подобрат. Се тоа звучи комплицирано, но остварливо и тоа е оној оптимизам што и мене ми дава за право да сметам дека можеби ќе одиме во вистински правец. Елина Мангова, благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Да, почитувани гледачи, верувам дека одговоривме на некои прашања кои што не се насушно потребни да ги разбереме, затоа што државата сме сите ние, не само оние кои што управуваат, не само оние кои што ги држат во своето чекмеџе, условно кажано, нашите пари, кои што имаат власт, туку сите ние. А кога имате право да владеете, тоаш имате и одговорност. Како и да е, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот следи репризното издание на оваа емисија, се разбира, а утре вечер во 22:30 јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости. До тогаш пријатно.